Предности даваме на владината програма за привлекување странски инвестиции и изложува својата дневна активност генералниот конзул. Вели: Чикаго по 2008 беше подзаборавен како важен регионален центар, но Реджепи укажува дека од 2013 конзулатот реализираше 2 бизнис форума на кои што можностите за инвестирање во Македонија ги изложи самиот премиер Никола Груевски. Лобирањето за инвестиции е перманентна задача на конзулатот, истакнува генералниот конзул. Најбитно е контакти со највисоките представници на компании овде, се додека не оствариме термин за да не примат тамо. Тогаш доаѓа до израз нашите можности, способности, како да ја продаваме нашата приказна, односно реалноста, во случајот колку Македонија реформски е подготвена да ги прифати странските инвестиции. За бројот населеници во овој дел на САД дава само проценка, затоа што тој постојано се менува. Според нивните проценки од прилика се некаде 40.000 во сојузните држави што ги покрива Генералниот конзулат на Република Македонија. Инаку нивната форма на организирање се организирани така по црковни општини, џамиски центри или одбори, културни друштва, хуманитарни организации, спортски клубови, игрални друштва и слично. Како наефикасно диаспората да ја помогне на татковината, Реджепи одговара дека потребен е тренд на заедничко настапување пред светот. Треба да се окрупнуваат меѓу себе. Значи, и кај македонците поситни кои пример. Треба да ги задржат спецификите од регионите што доаѓат, но треба да ја поддржуваат најмоćната, најголемата организација диаспора, која кај македонците обединета македонска диаспора, ако не се лажам, тоа за сега важи кај албанците National Albanian American Council, или тука во Чикаго по специфичност постои таа американско-албанска заедница. Заклучува, заедно имаат посилен глас и подобра конкурентност.